Почитувани, добар ден. Време е да ја почнеме оваа црвена линија. И покрај големото загадување ќе се палат колидарски огнови. Традиција е да се дочака бадник крај оган со чашка греена ракија, чај со песни и желби за здравје и берекет. Според црквата, овие обичаи се пагански. Дел од верниците за бадник прават погача со паричка, други тоа го прават на Василица. Она што денес во црвена линија ве прашуваме е: ќе одите ли на колидарски оган и дали го оправдувате палењето огнови? Она што е најважно, ќе ве потсетам да не заследите, ако тоа се уште не сте го сториле на Инстаграм, ќе почнам од овој социјален медиум, со цел да веќе во ова издание на црвена линија активно земете учество во денешната анкета. На Инстаграм стори не заследувате, потоа веднаш кликате на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме: лепче со паричка ќе правите под А за бадник или пак под Б за Василица? Верувам дека што поскоро ќе можете да видите како изгледаме на Инстаграм стори. Не е ништо комплицирано. Имате две полиња на кои што треба да кликнете. Се разбира, ако правите лепче со паричка за бадник, и кликнете под А за бадник, а ако е под Б Василица, тогаш под полето Б за Василица. Како и да е, она што енормно е важно е сега кој денес да ја креираме оваа црвена линија заедно, што значи очекувам да ви има во голем број, како и во секој издание на црвена линија, а тоа значи да се врти телефонскиот број 02-307-0005. И не заборавајте, исклучително е важно да се намали целосно тонот на телевизорот. Значи, од кога ќе ве превземат од режија, бидејќи те вчера се повторуваат такви ситуации каде што едноставно мислите дека не сте вклучени во програма, ниту пак дека не ве слуша никој, или пак уште полошо дека некој друг зборува наместо вас. Со тие причини ве молам, откако ќе ве превземат во режија, пред да ве вклучат во програма, намалете го целосно тонот на телевизорот. Практично јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка. Значи да се навратиме на она за што сакаме денес да проговориме со вас. Ке повториме дека и покрај големото загадување, сега кога ќе се прават традиционално колидарски огнови, сушност традицијата е да се дочака бадник крај оган со греена ракија, чајче, нели со песна и желби за здравје и берекет. Но според црквата ќе потсетиме дека ваквите обичаи се сметаат за пагански. Па ајде да слушнеме граѓаните што мислат, односно да ни откријат дали ќе одат на колидарски оган и дали воопшто го оправдувате палењето на огнови. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав и до вас. Од Роме. Така ве познавме по гласот, па еве малку на темава да ве прашаме, пред се ќе одите ли на колидарски оган? Порано одене, сега сум јавал години и така. Ние правевме оган порано и така, пеевме песми. Така, еве дали го оправдувате палењето на огнови со оглед на тоа што црквата пак смета дека тоа е пагански чин? Да, вистина, ама така обичај запознали и така имаше до сега. Сега не знам как ќе види. Така, кога го правите лепчето со паричка, за бадник или пак за Василица? За Василица. На Василица го правите, добро. Имате ли нешто еве да додадете во однос на она што следува? Тоа е традиционалното палење на огнови. Факт е дека се соочуваме со енормно загадување. Има ли кај вас енормно загадување, ве да прашам? Не, кај нас е чист воздухот. Чист е воздухот. Случајно некогаш има магла. Случајно. А инаку најзагадено е Скопје. А кај нас во селото моје Биџево имаме чист воздух. Имаме 3 реки. Имаме чинар 100 годишен. И така натака. Црква и џамија. Ние сме две националности. И денес како се јавив на телевизија, им кажав дека секој човек е човек. Не...
Така, благодарам многу, драго ни е, еве што редовно имаме во црвена линија, па преку вас ке ги поздравиме и вашите нели соселани, сите оние кои што не гледаат и верувам дека еве и некој друг ке се јави нели од вашето место, односно ке се вклучи се разбира во оваа денешна дискусија во црвена линија. Продолжуваме со вас, слободно ке речам добар ден, денот веќе се зголемува, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали не слушате, во црвена линија сте? Да, фала. Добар ден. Добар ден, добар ден. Ете ве, слушаме сега е подобро. Па еве, кој е вашиот став? Дали сте за тоа да се палат колидарски огнови за Бадник, да се почитува таа? Да, ја потекнам од Дазот. И Така. кај мене се палат огнови, се пеат многу другачи песни, мрсни песни ќе се изразам. А загодувањето во Скопје од огновите, ако дојде, тоа е, мислам, не знам, немам зборови за тоа, кој тоа ќе му дојде загадување од огновите, имаш и прошла година некои работи. Значи, многу се лутам и прошлиот пат ви се јавив за таа темата, за што беше та не... За загадувањето ли сте најмногу ревот? Така. Видете, не смееме ништо да зборуваме против христијанството. Значи, ако сме христијани, зашто некој ще потегнете тема, а дали ни сметаат некој што не буди у 4-5 сат? Еве ќе ви кажам... Ја вака ќе ви кажам, застанете малку. Според црквата, нели палењето огнови се смета како пагански чин. Еве, црквата има таков став. Да. Дали вие сметате дека треба да се палат огнови годинава? Треба да се палат, тоа е христијанство и треба да се палат. И нема ништо да изгори, тоа од Бога дадено. Значи, вие неколку теми правите против христијанство. А зошто тогаш црквата го смета за пагански чин? Абе, верујте во Бога, во поп немој да верувате. А во Бога да верувате. Така, добро, кога правите лепче со паричка, за Бадник или за Василица? За Бадник, али сум бил случајно гостин, не сум знал во Битола прават за Василица. За Василица. Благодарам многу за вашето учество и одговорите и секако продолжете да не следите и да учествувате во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во црвена линија сте. Дали сум јас на линија? Да, ве поздравуваме, во црвена линија сте. Сега ќе ви кажам јас еден пример. Јас сум 70 кусур години. Дали ме слушате? Да, продолжете. Да. Јас коледе го прав од 5 години и онадиме ти палиме огнови. Сега во последно време јас колко домајчин, дека најстар во село друштво, и поканети и попот ни го теј коледарски огнат и сега пагански било. Кој било пагански обичај? Дали мислам, јас се јавувам од Пиле. Така, оваа година ќе бидете дел од коледарските огнови? Ќе бидам и секако ќе бидам и еден од ние го славиме коледе, го правиме коледарски оган правиме, си правиме граче, си онадиме риба, си онадиме сето ние во обичај. И пустот, и поп викаме да ни пее, да ни онади и кој е паганска обичај што кажува сега овие. А еве да ни откриете и кога правите лепче со паричка, дали е тоа за Бадник или за Василица? Лепче со паричка правиме за Василица. За Василица. Да. Тоа е обичај во Прилеп и за Василица си правиме, и се збираме цело друштво, кај што ќе памни паричката, година тој ќе си биде домајчин. Благодарам многу за вашите одговори, тоа што се вклучивте во црвена линија. Останете со нас да слушнеме останатите гледачи какви одговори ќе дадат во ова денешно издание. Добар ден. Ало, здраво, Тинче. Поздрав до вас. Многу ве поздравувам, сретни празници. Сретни празници сега кој вам. Тинче, најубави празници, да ти кажем. Ја од дете знам, пошто сам у нашиот манастир учила школа, прво оделение и мојот деда таму работеше. Толку се радуем од Тинче на овие празници. И додек сам жива ќе се радуем и знаеш, нели децата од порано сиромаштија било некако, сега се има и само чекале да дојде бъдни вечер, ние правимо за
на бъдни вечер, не на Василица. И мамо, kad ќе биде световната вечера, нели на тај ден се прави паричката, па деца се радуват, па тикви, па сарми, се е посно, али трапезата е увек пуна. И значи децата увек чекале само да дојдат да се најадат. Значи било е многу сиромаштија, да ти кажем, Тинче. Оваа година ќе одите на Па колидарски здравје Боже ќе одам и у нашата црква, па дават нели кифлички, па златна паричка стават у кифличките на кога ќе се падне. Јас и многу поштуем. И не те слушам нешто, Тинче. Не, ве слушаме, продолжете. Еве, кога ќе правите лепче со паричка? Дали... На Бъдник. На нели? Бадник правите, така. Што вика ти дека ќе идеш за Божич и Бадник дома, да си се спремамо и тука у малата си слават. Многу е убаво, Тинче, нека палат и огини, нека си продужи. Мене ми е многу криво некој кад вика не веруем овој, не веруем. Бе, чути си, задржи си за тебе, никој не знае, му има нешто. Како е Господ, никој не е. Најми криво некој кад ги нападне поповите. Па црквите не се интересни без попови. Да, ставите ги намира, па нека си работат човеците, па. Благодарам многу секако што бевте дел од Црвена линија. Овде една напомена секако дека во оваа дискусија можете да се вклучите и преку социјалните медиуми покрај активната анкета која што еве топло препорачувам и ќе ни биде особено драго да ја пополните, односно да дадете одговор на денешното прашање лепче со паричка ќе правите на Бадник или Василица. Тоа е прашањето на Инстаграм. Секако темите ги објавуваме и на Facebook профилот ни е Црвена линија, заследете не. Учествувате преку коментари и споделување и сето ова исто можете да го направите секако и на профилот на Телма телевизија на Facebook, Црвена линија, и таму редовно ги објавуваат темите. Уште еден гледаш, па потоа ќе преминеме малку и да прочитаме дел од коментарите, бидејќи тоа влегува во оној активен дел на оваа денешна дискусија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро вечер, добар ден. Се слушаме, ја те слушам. Да, одлично. Еве, сме веќе заедно во Црвена линија. Па види. Реков здраво, ама е уште едно здраво. Здраво, еве и уште едно од мене. Добро. Па вака, коледарски огнови палење е паганска работа по мене. Сега да не ме сватат погрешно вие вернициве, ја не сум баш многу верник у овие работи. Црквата вели дека тоа се пагански или обреди. Па нормално, ако си христијанин, не треба да веруваш у тие работи. Палењето огнови не се оправдува. Значи, едно упропастуваш дрва, шума, загадуваш и сите тие работи. Паричка исто така, за мене исто тоа нема некое значение. За некого може има ептен някој значение. За мене, пример, ја верувам во сингуларитетот. Сега, ке се чудите што е тоа сингуларитет. Тоа е едно единствено, така? А тоа е едно единствено. Сите го кажуваме цело време, ама никако да го сконтаме. Тоа е едно единствено, нели, дека само еден е Господ. Така? Значи еден. Еволуција на едното. Едно единствено кој еволуирало во ова сега што сме. Значи, јас у тоа верувам. А ова друго, све се овие работи, паганизми, повеќе божства, верување Бог на шума, у дрва, у чуда, у таму. Благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. И како што реков, време е да ги прочитам и дел од коментарите. Се разбира, продолжуваме и да ве стимулираме сите вие кои што нема да успеете или да се вклучите во Црвена линија во живо, секако можете да дадете допринос, односно вашето учество да биде и преку коментари. А како изгледаме на Facebook? Секако секогаш Црвена линија низ фотографија или некоја анимација ја објавува темата за која што зборува со гледачите. Денес прашањето е: ќе одите ли на колидарски оган и дали го оправдувате палењето огнови? Еве ќе го прочитаме коментарот на Веселин Бост. Ве поздравуваме пред се. Вели: колидарски оган, да, паричка во мазник на Василица, македонски обичај. Но нека се запраша чиј обичај паричка за Божик.
палење оган, пагански обичај, затоа што тогаш луѓето верувале во повеќе богови и живееле во склад со природата. Не, до вчера во дворовите од црквите се палеше оган. Сега во колку богови веруваат? Политички, религиозни, бизнис богови. Нека продолжи традицијата затоа што тоа македонецот го одржал низ вековите. Благодарам, господине Веселин, што земавте учество и преку Facebook. Продолжете секако да не следите, а ние ве прашуваме во живо. Еве, дали ќе одите оваа година на Колидарски оган? Кој е вашиот став? Дали го оправдувате палењето на Колидарски огнови? И секако еве да ни откриете кога правите лепче со паричка. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Да, благодараме. Повелете, ве слушаме. Како прво, среќна нова година на сите граѓани во Република Македонија. Да има мир, љубов и се најубаво да е. Големо благодарам за желбите. А во однос на темата, еве, кои ќе бидат вашите одговори? На темата, јас сум 52 годишен човек, значи уште од дете памнам како моите стари палеа оѓен и до ден денешен истото го правиме секоја година. Огенот се пали, се дели паричка на тој ден, зашто нас Василица сите одат кои подека, нели, младите по кафани, по ресторани. И така ние го одбележуваме тој ден, Колидарски оген, со кршење на паричка. А секој другото прашање, дали кршиме паричка, да, за бадник. За бадник го правите. Да, сите си кршиме дома, се знае, а за Василица тоа е посебна паричка, со друштво, со роднини, пријатели. Така, значи, благодарам многу, Ева, ако е тоа се, имате уште некој... Само уште едно, гледам се јавуваат многу гледачи, немир стварат и јас стварно бев во Западна Македонија. Времето за едно јавување е 90 секунди, колку што ве разбрав, еве гледачот рече, се јавуваат гледачи кои што создаваат немир. Јас, еве, ми се чини веќе е трета сезона како ја водам црвена линија и верувајте, може би со некој гледачи нема да се сложите како гледач, како граѓанин, со некој ќе се сложите на одредена тема, но навистина нема простор да имате чувство дека некој од гледачите ви создава немир. Можеме да не се сложиме, нели можеме да апсолутно имаме диаметрално спротивно мислење и ставови, но тоа не е причина да чувствувате немир. Напротив, црвена линија е всушност да ги открие одговорите и размислувањата на гледачите, а тоа е една палета од најразлични гледачи и најразлични ставови. Благодарам многу за гледачот што од овој време беше дел од оваа црвена линија и еве топло го охрабрувам доколку сака нови 90 секунди. Сега го ќе ни биде драго повторно да го слушнеме преку вртењето на телефонскиот број 023070005. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Најпрво среќна нова година. Благодарам многу, се најдобро и вам. И среќни божични празници кои што доаѓаат. Сега, да се надоврзам на претходниот гледач, еве јас сум од Западна Македонија и кај нас во Западна Македонија се палеше исклучиво огон само за Василица. Додека за бадник не се палеше. Во 90-тите години и пред 90-тите години. Сега, пошто дојде помодарство, се палат во Скопје за бадник и на крај Источна Македонија и сега почна и сегде да се палат одново. Мислам до пред 5-6 години кога немаше толкаво загадување. Сега, тука црквата не се сложила со палење огон, значи тоа е некое помодарство. За Василица се смета дека тоа е паганско. Сега помодарство и кој купи некој нова кола, па го вика попот и тој да удрие на молитва да каже дека новата кола, така да кога му се плаќа на попот, тој може и за нов велосипед точак
да го отсее да му каже една молитва. И така, кај нас во Западна Македонија, паричка се става за Василица. За Василица. Затоа што за Василица има и Свети Василие, кој што направил лепчина со парички и кој што секој си е добил својата паричка. Благодаря многу за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас. Ке се префрлам сега повторно на Facebook, онаму каде што ни пристигаат коментари. Драго ни е, продолжете со коментари, секако и тоа се ставови на граѓаните во однос на темата. Винчу напишал: палење огнови и пијанчење со месо пред Христово раѓање. Тие пари што ги даваат за дрва може да ги подарат на тие што немаат. Благодарам за учеството преку коментар. Поздрав до Винчун. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Секако вие сте, повелете. Благодарам. Вака, прво ја лично ќе кажам за себе. Некогаш кога бев одев на палење огнови и тогаш ги оправдувам дека тие огнови правеа некое здружување, значи веселба, разменување мислења, па се удрило и по некоја чашка повеќе, па имало и кавги, имало и песна, имало сето тоа. Меѓутоа, во денешни услови не го оправдувам тоа палење на огнови, затоа што толку е нарушена урбанизацијата на градовите, а населението го напушти селото, сите се собра по градовите и да се гради стварно, тие огнови прават проблем, го загадуваат воздухот, премногу, значи се штетни, отколку да речеме да постигнат онаа цел. Да речеме дури и самата религија вика дека тие огнови се пагански, не ги одобрува нашата религија, но сепак како ги поканиме на тие огнови, сме ги канеле, доаѓале поповите, пееле молитва и така натака, но значи се во свое време е добро. Сега јас пошто паѓам во западниот дел на Македонија, во овој дел паричка се става за Василица, значи и тогаш да речем имало некакво значење Василии и така натака, парички става и тоа. Меѓутоа, значи се е, значи во како да речем во луѓето, кој каде, али повеќе од граѓаните на Македонија. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но и слободно повторно завртете го бројот за да добиете нови 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Како сте, среќни новогодишни и божични празници имате? Се најубаво, ќе посакаме како редакција пред се многу здравје и да ви биде берикетна и да ви ги исполни сите желби на срцето што ви лежат. Ако може, ваш одговор на ова прашање, како вие гледате на ова? Ќе одите ли на коледарски оган, дали го оправдувате палењето на огнови? Јас не одговарам на прашања, жал ми е, но јас сакам вас да ве слушам, бидејќи вие сте во низата... Добро, нашата држава секако мислам дека е демократска и мислам дека секој кој што сака може да си дозволи и да си прави. Ке одите ли вие лично на коледарски оган? Ја запазувате ли таа традиција, го негувате ли тој обичај? Па, моите родители беа повеќе на комунизмот и на тоа да нема такви работи, но потоа кога заврши комунизмот во 90-те се врати на јас сум за Христо и за Исус Христос и за палење на календар на тие коледарски огнови. Но добро, сепак има народот да се подели сепак. Некои сакаат, некои некад. Некои викаат дека е добро, некои викаат дека не е. Но сепак може би е добро, може би не е, но народот мислам дека сам одлучува за некои работи во својот живот. Како? Така, во однос на паричката и уште и тоа да не откриете за бадник, правите лепче или за Василица? Да, повеќе правиме за бадник, него за Василица, зависи во кои краеви тоа. Така, големо благодарам за вклучувањето и навистина знаете и самите правилото дека оној кој што ја води емисијата, негова задача е да води. И денеска што се однесува до темата во Црвена линија, мислам дека времето целосно е посветено токму само на гледачите. Така да во вашите 90 секунди ќе мора да признам и со нетрпение очекуваме да слушнеме
кои се вашите одговори. Така да времето е предвидено само за вас, а не за мене. Ајде да видиме што одговори и на Facebook. Останатите таму кои што не следат, ни пристигаат коментари. Благодарам многу што учествувате на ваков начин во Црвена линија. Лазар Стануевски напишал: колидарски огнови се прекрасен дел од традицијата, символ на заедништво и радост. Нивната вредност е во духот на обединување и зачувување на обичаите. Благодарам многу и вам, господине Лазар, што дадовте допринос преку коментар во оваа денешна дискусија. Добро вечер. Добар вечер, поздрав и за многу години. За многу години. Нека повелете, ве слушаме. Во врска со тоа прашањето, да, ќе одам јас на колендарски оган, а паричката во нашиот крај се служи, значи се става за Василица, значи во пречекот на новата година по стариот календар. Значи, колендарските огнови, не би рекол јас дека се пагански. И да се пагански, во основа на христијанството има доста пагански елементи. А зборот коледар, према моите сознанија, коледар, Никола, коледарува пати. Коледарува понатака. Нема никаква разлика меѓу палењето на огнови со дрва во символиката, како што денеска се употребуваат пиротехнички средства. А кои се поопасни, се прашувам јас сега. Истата символика се состои и во осветлувањето на центрите на градовите. Градовите секаде се осветлени, до тоа што на други начини се осветлени. Символиката е иста. Така да јас со почитуваните попови не би се сложил да се укинат коледарските огнови, заради тоа што сепак е тоа традиција на нашите дедови. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и од наша страна со оглед на тоа што земавте учество во ова издание на Црвена линија. Ево уште еден коментар на Маре Димовска, која што напишала: владата да донесе решение кога има магла и прљав воздух, уште огновите фалат за почист воздух, да не се палат огнови. Благодарам, Мари, вие што активно земавте учество преку коментирање. Значи, продолжате слободно. Секој измеѓу гледачите кои што ги вклучуваме во живо, ќе читаме и дел од коментарите. Добро вечер. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте или веќе добро вечер? Добар ден, добро вечер. Еве, слушаме? Да, кои се вашите одговори на нашите прашања? Вака, најпрво среќна нова година на сите граѓани на Република Македонија. Големо благодарам. Во врска со ова за коледарските огани, мислам дека треба да се продолжи таа традиција. Ме слушате? Да, продолжете. Да, мислам дека треба да продолжи таа традиција и дека нема ништо паганско во тоа. Сега слушам постари сограѓани коментираат како кога бил млад било окей, а сега не ги оправдува тие. Молам? Не, продолжете, ве слушаме комплетно. Да, значи не ги оправдуваат сега во моментот, а кога биле млади оправдуваат. Така да не се сложам со тоа и мислам дека треба да продолжи. Вие ќе одите ли годинава на коледарски оган? Па искрено некогаш одам, некогаш не одам, искрено кажувам. Меѓутоа оправдувам во секој случај да си продолжи македонската традиција, православната. Така да ќе ни биде драго и да ни откриете да кога правите лепче со паричка. Лепче со паричка правам на Бадниковата вечера за Бадник. Меѓутоа и во таа насока, пример, би апелирал до надлежните или до црквите да го направат тоа да биде единствено. Да кажам да биде или само за Бадник или само за Василица. Да знаеме, сега знам дека припаѓаат од различни
места луѓето и Па е така, различна меѓутоа сепак мислам дека треба да биде единствено. Единствено. Благодарам многу за вашите одговори. Останете секако со нас. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, во црвена линија сте. Првен да ви честитам нова година и божични празници. Благодарам многу, ви честитаме и ние, секако ви посакуваме се најубаво и пред се многу здрави. Благодарам. Вака, јас сум за да продолжи традицијата за палење на коледарски огнови. Али не сум за поголем размер. За помале колку да може да се обележи празникот. Така, вие одите ли на коледарски оган? Да, обавезно го посетувам тој коледарски оган секоја година и за Бадник си правиме лепче. Мислам си онадоиме си паричка со лепче си ја тераме таа традиција. Така на 6 вечерта, на 6 јануар. Така напоминавте дека е многу поважно колкав е обемот нели на огинот што ќе се направи? Да, ја не сум за голем обем на огин. Помал да биде традиционално да се обележе, али не сум стварно за голем огин. Зошто да се трошат толку количина на дрва, да се загадува воздухот, тоа е колку за адет да се обележе празникот. Така, добро. Дали е тоа се? Да, поздрав. Да, поздрав, голем поздрав и секако благодарам и за желбите и честитките и останете со нас. Продолжуваме со коментари. Тони Јапето напишал, го оправдувам, не го оправдувам да се возат државните коли. Тоа е еднаш во година, не рекле џабе коледе, лелеле, а не рекле од секојдневното загадување. Јас сум за 3 пати во годината да се палат коледарски огнови. Да се знае и се знае од памти века. Не се правете паметни, сите 700 огнови со дрва не прават загадување. Само дрва нека коледори народот македонски. Добро, благодарам господине Тони за коментарот. Продолжете и вие да не следите и активно да учествувате. Добро вечер. Ало, вечер. Повелете, ве слушаме. Да вечер. Година сите слушатели на Северна Република Македонија. Се најдобро ви посакуваме од срце и вам во новата. Благодарам многу. Да кажам, околу загадувањето на воздухот на град Скопје. Значи, околу загадувањето на град Скопје воздухот, ги замолувам властите што се на власт во народи, не е битно кој, нека насада повеќе дрва низ цело Скопје, нека тргне маглата за да имате чист воздух во Скопје. Ако не... Дали се уште го имаме гледа? Значи чист воздух е. Да, не имате. Друго, за коледарските огнови, кој што знам се коледа, значи на сам ден на коледе и коледале со години. Значи ја сум 40 нека година човек, ја памтам се палеле огнови. Ке одите ли годинава на коледарски огнови? Па ние коледаваме во недела вечер, појавно ке коледе. Така? Значи, то се традиција и никој не може да искорени, значи ние со годините го палиме и парче си продолжиме да палиме. Лепче со паричка правите за Бадник или Василица? За Бадник вечер. За Бадникова вечер, во ред. Благодарам многу и вам за учеството. Ева уште еден коментар од Жаклина Софревска која што напишала: Да, поддржувам и треба да се продолжи традицијата. Скопје е загадено и денес и вчера, па сигурно дека не се палат коледарски огнови уште сега. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас и се најубаво во новата, да не изоставиме да ви честитаме секако. Благодарам исто и за вас. Дали сум во етерот? Да, ве слушаме, почнете. Па вака сега, јас сум 77 години, скопјанец.
Така? Се сеќавам на моето детство, ние бевме групи коледари дечиња. Пред земјотресот тамо и негдека 50-тите години. Ние одевме, една група ќе оди на една улица, па се враќаат смрзнати и веднаш ќе дојдат на огинот да се загреат, другите ќе одат тамо и огин палевме со гранчиња. Сега гранчињата станава цепаници, дрвени, огромни дрва, а дечињата сегашниве се по детинија, како да кажам. Деца одеа на коледе и коледарскиот огин од тука потекнуе. Велат традиција. Каква традиција? Од кога почна? Можда е традиција уназад 30-40 години, не повеќе. Значи, коледарски огин беше исклучиво коледарите, дечињата да се загреат. Не е некоја... Можда е, ајде да речеме, обележување на тој ден, прајање едно друго. Кога правите липче со паричке, ви тоа да ни одговорите? Бадно вечер што е ова. За време на бадник, добро. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако продолжете да не следите. Дине Сторов на Хектопов, ова е да, така, најверојатно, да. Хектопов напишал: какво е ова лицемерие? Од една страна и власта и црквата на цел глас урла дека треба да се задржат обичаите, традициите, верата во Бога, а не во црквата, а од друга страна коледарските огнови, собирањето околу нив, дружење на луѓето, социализација. Со векови овој обичај бил и кај дедовци и прадедовци. Благодарам многу и вам за учеството преку коментар. Продолжуваме со вклучување во живот. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас и се најубаво во новата. Хвала исто и вас, среќна нова година. Благодарам. Живко од Битола. Па господине Живко, еве, дали ќе одите вие на коледарски огнови? Дали сте за тоа да продолжи нели ваквата традиција? Директно ќе ви одговорам на двете прашања. На коледарски оган ќе одам. И тоа е традиција православна и не сме да се заборави. Меѓутоа се слагам да видимо минимални палења на оган, бидејќи таква е самата атмосфера. Дајде малце да заштедиме кобајаги загадување, меѓутоа тоа доаѓа од друга ситуација, не е таа темата. Парето од баба пребаба и од мајка ми знам дека е на 14. То за парето Скопје ми го измислија. Сега се извинувам, али одним произлезе тоа. Се знае, стара нова година, на 14 е парето. Друго што да ви кажам, би реков, то не сме да се заборави, треба да му оставиме и на внуците, пошто јас сум постар. Не реков може и во голема мера, али да се одбележи. Тоа е знак на православие. Се си мислам дека то точно има произлезено... Црквата вели дека коледарскиот оган е пагански обред, обичај. Јас си мислам со постари не е тачно. Зашто таа не се интересира, зашто тоа не го пропагирала, таа во последно време тоа го пропагира. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Преку вас поздрав и до сите кои што не следат од Битола. Златко Ѓоргиевски го напишал следново. Според податоците на сите домашни и светски информации за мерење на квалитетот на воздухот, денес сме на 4-то место во светот по загадено со PM2 и PM10 честички. Тоа се опасни канцерни хемиски елементи и сигурно нема да одам некаде и да палам оган и да допринесам за труење на воздухот во Скопје. Надлежните и на град Скопје и на влада на Република Македонија да донесат и огласат мерки за заштита, особено на ранливите категории на популација. Дали некој е воопшто едуциран да се огласи или ќе биде умремашки. А тие што одат на оган присуствуваат на пагански обичај и да се испиенат наместо да се подготвуваат за православниот Божик. Кое лицемерие и на властите и на религиозните верници и црквата која на одредени локации со свој попови го величат овој срамен паганизам.
Кој срам за држава и црква. Благодарам многу, господине Златко, што еве и вие коментиравте. Продолжете да не следите. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Ало. Добро вечер, ве слушаме, во црвена линија сте. Добро вечер. Поздрав до вас и се најубаво во новата. Да. Вака. Значи, за коледарски оган. Ја не одам, а дали го оправдам палењето оган? Не. И ви речам зошто. Добро, тука ја повеќе застанам од кај црквата, затоа што верувањето е повеќе во црквата, најголи во поединци луѓе. Значи, коледарите собирале што собирале, значи, од тоа после пале некоја мало огенче и ги испечат колбасите таму што има тоа таква работа и си заминуваат. Тоа некако како адет, како да речеме. Инаку вака повеќе заработуваат со ова палењето оган, концесионери, некои стануваат градоначалници, некои советници. Значи, тука повеќе се добија околу таа работа. Значи, кој ќе организира, ќе стане или градоначалник, или советник, или било што нешто, голема личност. Иако некоја значајно нешто, ја не гледам, ајде нека ми каже некој што ќе добија со тоа оган. Абе ние, судството не работа, се искрадеа, сега ќе палиме оган. И 100 метра да го запалиме, ништо. Тоа нема никаква држава. Кога правите паричка, еве тоа? Кога ја правите, кога правите липче со паричка? Толку, што друго да кажеме. Добро, сакавме да дознаеме и гледачот кога прави лепче со паричка, но тоа ќе го дознаеме од следниот гледач или може би гледачка. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас ќе ве замолам да го намалите целосно тонот на телевизорот. Можам да се слушнам таму од вашата соба, од ТВ приемникот. Значи, звукот на нула. Добро ли сега? Добро е. Дали се слушаме убаво? Слушаме се. Така. Се најубаво во новата пред да ви посакам, а еве кои се вашите одговори? Гледам колку многу зборот беше политики мешат нешто, не знам дали има лекари или нема лекари, значи верата што се има врска со политиката. Значи некој дали верува Бог или не верува и значи поентата е дали веруваш или не веруваш, а немам политика или ќе палиле оган или што ли ќе добиле, не знам. Значи ајде тие луѓе 7 години ги слушам, јавуват и коментират, а годините ги одбутале, не знам веќе до краја на животот со сале, а немат поентата, не ја разбрале што са суштината на празниците, значи ајде да земеме повимно, ето сега ние младите не заведеа да ги славеме Денот на вештерките, бива ли? Еве, или овај 14 февруари беше Денот на влюбените, например, значи чиви са тие празници? Дали некој знае од тие постари луѓе што ги учат сега младите на тоа да го слават, а нашите стари традиции ги ништа? Например, дали некој знае од нив што е 14 февруари? Нема појма никој. Ајде кажете ми во однос на коледарските огнови, дали сте за тоа да се одржи оваа традиција? Нормално, ако коледарските огнови не ги славиме. Ало? Да, продолжете. Ако коледарските огнови не ги славиме, или палењето на огновите тие традиции што се оставени од Библијата, од Бога, или што значат значењето на легењето од Бога, што треба да славиме? Да славиме Денот на вештерките, што ни го наметнаа нашите американци. Благодарам многу за одговорите. Еве ќе потсетиме дека традицијата е да се дочека бадник крај оган, со чашка греена ракија, чај, со песни и желби за здравје и берекет. Според црквата, овие обичаи се пагански и затоа еве дел од верниците ќе потсетиме дека за бадник прават погача со лепча, некои прават, се разбира, за Василица. Дали ќе одите на коледарски оган? Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало, добро вечер. Добро вечер, секој добро, не знам да се слушнавме на почетокот на оваа година, но ќе ви посакам се најубаво и секако да ви биде полна здравје и берекетна. Многу ви благодарам и јас им честитам на оваа година на сите, посебно на вас од Пелма телевизија. Сега што се однесува до
коледарскиве огнови. Да, треба да се палат. То пред еден известен период, да речем 3-4-5 години, и поповите доаѓа, ги осветуваа гранчиња и што ја знам таму. Јас порано живеев во населба Ченто, или Сингелич по-старо. Таму доаѓаше поп секоја година. Сега одеднаш тоа стана пагански обичај. Што значи тоа пагански обичај? Се сложувам со претходниот господин што рече дека денот на вештерките ќе го правиме или ноќта на вештерките или 14 глупости таму. Значи, ајде да си задржиме традиција, да си направиме. Не мора да се палат некои големи огнови, меѓутоа, ете, во Ченто уште се прави во некоја буре, ќе стават 3-4 дрсиња, така, колку една традиција да се задржи. Палењето на огновите треба да остане традиција. Јас, еве, од центар одам там. Значи, никогаш немојте да ги забораваме традициите, секој треба да си има своја традиција. Открите ни само и кога правите лепче со паричка, и тоа ни е прашање. Да, во понеделник вечер, нели, на Бадник се прави париче со лепче. Тогаш, нели, останало од мајка ми, од баба ми, од дедо ми, така натаму. Значи, уште еднаш да ви честитам Нова година, божични празници и така натаму, сите празници што доаѓаат, да бидете живи и здрави и да ни спремате уште вакви емисии. Убаво. Големо благодарам и за желбите и честитките. Само се убаво да се враќа и секако 2025 година да биде година за паметење, тоа по најубави нешта. Ајде да слушнеме на Инстаграм како одговори, односно кој на Инстаграм кога го прави лепчето со паричка. На Бадник го прават 67% од оние кои што одговорија и учествуваа во анкетата, а под Б Василица 33%. Сега е време стандардно да се погледаат рекламите, потоа ќе се видиме јас и вие уште еднаш во студио. Благодарам многу заедно со вас. Благодарение на вас создадовме уште една интересна црвена линија за гледање. Сега останува на сите православни верници да им ги честитаме предстојните празници, тоа се Бадник и Божики. Секако таму некаде по празниците повторно заедно ќе бидеме пред нови предизвици, тоа значи нови теми. Што се однесува до денешната тема, не заборавајте на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија и Телма телевизија на Facebook. Објавена е темата, продолжете дискусијата и по завршувањето на ова издание. Уживајте и во нашата програма секако. Довидување.